Ви благодарам, подпредседателе. Многу ми е жал што продолжуваме со истиот курс на навреди, па имавме можност да слушаме за европски цивилизацијски вредности, наместо да дискутираме за оно што е тема и да се обидеме да направиме нешто како пратеници за граѓаните во овие тешки времиња на криза. Меѓутоа, ако сакаме да зборуваме во тој стил, тогаш јас нема да кажувам моје лично мислење, нема да кажувам мислење на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија или на владата, можам само да цитирам што рекоа важни луѓе на нашиот европски пат за вас и за вашето однесување, со надеж дека ќе ве потекне малку да се преиспитате. Еврокомесарот за проширување Вархеј, кој што е од вашата сестринска партија, ве нарече нецивилизирани и луѓе што потикнуваат омраза и шират насилство. Известувачот за Западен Балкан во Бундестагот вашето однесување го спореди со однесување на деца во градинка. Известувачот во Европскиот парламент отворено рече дека сте партија која што не знае на кај тера и кои се вредностите. Медиумите, коалицијата ваша со Данела Арсовска и владењето и управувањето со град Скопје го нарекоа пиколомини за Скопје. И навистина не знам како сето тоа не допира до вас, да се преиспитате и да го работиме она за што земаме пари и плата од граѓаните. А тоа е да носиме мерки и да носиме закони кои што одат во прилог на граѓаните, особено најранливите. Па кога имаме на дневен ред точки што значат поддршка за најранливите во нашето семејство, да не се обидувате да губиме цели денови, да се трошат стотици илјадници евра со предлог точки за измени и дополнување на дневен ред, точка 1 да била точка 5 или точка 10, кога треба да гласаме закони како што беше Законот за социјална заштита, што значи плюс 3000 денари за оние најранливите приматели на гарантиран минимален приход, да не излегувате од салата, туку да останете да гласате. Навистина, само сакам да упатам еден апел да се преиспитаме и да повторам. Плата земаме од граѓаните, дајте престанете со таа деструкција, престанете со таа злоба и да почнеме да работиме заедно во интерес на граѓаните. Ви благодарам.